За само 4 дена 1200 пациенти завршија во болница во Гостивар, зашто водовод заедно со општината поставиле 3 пумпи во корито со отпадни води. АХВ забрани да се пие водата во Гостивар. Од нашата редакција случајот го следи Мирослава Симоновска. Големи тензии имало ноќеска во Гостивар кога екипа на Институтот за јавно здравје отишла да собере мостри од водата на неколку локации по наредба на јавен обвинител. Според информации на Слободен печат од добро упатени извори, на вработените од ИАЗ не им било дозволено да ги земат мострите од водата, на начин што се собирала поголема група на луѓе да ги спречува во вршењето на својата службена должност. Вработените биле испратени да постапуваат по налог на јавен обвинител. Мострите биле земени и ставени во машини во ИАЗ Скопје, дури во 4 часот ноќеска, поради ова одолговлекување. Вознемирани вработени плачале утринава во институтот по бурната ноќ на терен. Микробиолошкото вештачење на мострите од водата се очекува да биде готово за 48 часа, а физичко-хемиското од утре. Еве што друго ќе читаме денеска на Слободен печат. Кондом висок над 2 метри е поставен на кеот на Вардар во центарот на Скопје. Нова урбана уметничка акција на групата Урбани уметнички акции со цел заштита на личните податоци и подигнувањето на свеста за можните последици од нивната злоупотреба. Во внатрешноста се сместени зголемени принтови од лични карти, возачки дозволи, кредитни картички и други документи што содржат лични и чувствителни податоци. До 20 октомври останува на сила кризната состојба за нафта и нафтени деривати. Владата на денешната седница донесе одлука да го продолжи рокот на кризната состојба поради можни нарушувања на снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Новиот рок ќе важи од 21 јули до 20 октомври. Според владата, продолжувањето на кризната состојба има за цел да обезбеди континуитет во институционалното постапување и навремено реагирање, доколку дојде до прекини во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари. Ке биде ли 30 септември пресвртница за Македонија на патот кон Европската Унија. На овој ден Европската комисија прв пат ќе излезе со извештај за новата стратегија за проширувањето, изјави претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Доживотен затвор за синот кој лани зверски ја уби својата мајка во Богданци. Гевгелискиот суд му одреди доживотна казна затвор на Петар Станковски од Богданци, кој лани зверски ја уби својата мајка додека се расправале за неговото лекување. На обвинетиот му се судеше за кривично дело убиство на свиреп начин при семејно насилство. Крај на декларациите од типот на може да содржи кикирики, може да содржи траги од млеко или може да содржи јаткасти плодови. Се воведуваат нови правила за алергени. Наместо тоа, производителите ќе мораат да се потрудат да произведуваат без да ја загадуваат храната со алергени при производство или научно да докажат дека навистина постои ризик од случајно присуство на алерген пред да користат вакво предупредување. Темата е на Валентина Ангеловска. Охридските издавачи на апартмани реагираат на фактурите на ЗАМП. Треба да платат музички права во собите за туристи. Се работи за период од 1 април до 30 септември, а фактурата изнесува 16.500 денари. Надоместокот се однесува за користење музички дела во сместувачки капацитети преку радио, телевизија, интернет телевизија од затворен тип или друга телевизиска и кабелска мрежа. Бараат власта да направи итни законски измени со кои ќе го спречи ова. Витикнува на косовецот кој пред 2 дена насилно ја премина границата со автомобил во кој според истрагата криумчарел наркотична дрога и повреди полицаец, епа си заработи кривична пријава. Муцунски е на министерски состанок во Вашингтон.
Политички мотивираниот тероризам не смее да остане слепа точка во нашата заедничка безбедносна архитектура. Современи закани бараат координиран одговор, силни институции, цврсти партнерства и целосно почитување на владењето на правото, објави на Facebook министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој на покана на државниот секретар на САД Марко Рубио во Вашингтон учествуваше на министерскиот состанок посветен на заканите од подемот на политичкиот тероризам. Брутален напад во Будва. Жители тепале израелци со клоци и ги гаѓале со столици. Ова е втор ваков инцидент во Црна во краток временски период. На почетокот на месецот израелските медиуми објавија двајца жители во градот Плав како вознемирувале група израелски туристи. Иран за прв пат ја нападна Сирија. Иран соопшти дека утрово извршил прв директен напад врз американски воени објекти во Сирија, по шеста последователна ноќ на американски напади врз ирански воени објекти. Од друга страна пак, САД ги проширија нападите врз Иран. Техеран возврати со удари кон Катар, Бахрейн и Кувајт. Автобус со ученици се преврте во Уганда, загинаа најмалку 20 деца. Огромно свлечиште затрупа домови во југозападна Кина. Луѓе останаа заробени под кал и урнатини. Катастрофата е една од неколкуте предизвикани од обилните врнежи и од екстремните временски услови кои погодија делови од Кина во последните недели. Поради ситуацијата, на местото беа испратени високи представници за спасување од Пекинг. Може ли кризата со гориво да ја промени тактиката на Путин во Украина? Читајте што дознава колегата Мартин Богатиновски на оваа тема. Бизнисменот го преживеа атентатот во Монако. Сега ги обвинува украинските разузнавачки служби. И додека се уште се споделува феноменалната фотографија од 2007 година, кога 20-годишниот Меси во раце го држи 5-месечното бебе кое всушност е Ламин, а в неделя ќе играат еден против друг. Стигна и информацијата. Трамп ќе го гледа финалето на Мундијалот. Се очекува дури и тој да го додели пехарот. Србинка украла лежалки и чадор за сонце во Хрватска. Доби забрана за влез во Европската унија. Полициските службеници ја уапсиле 38-годишната жена која што, според сомневањата на полицијата, влегла во дворот на куќа во собственост на 59-годишен маж, од каде што украла еден чадор за сонце и 3 лежалки. Уште малку вести од плажата. Продавачите на пченки и крофни се суштински дел од летната сцена низ Грција. Цената на пченките на плажа годинава е од 2 до 4 евра по кочан, додека туристите уживаат во морето. Што мислите? Колку всушност заработуваат оние кои што ги продаваат овие производи? Одговорот ќе го најдете на нашиот сајт. Ви благодарам што бевте во нашето друштво. Имајте прекрасен викенд во кој се надевам ќе продолжите да се информирате преку slobodnpečat.mk. Се читаме.